Над 1000 жртви, безмалку 16.000 разурнати домови, 200.000 без покрив над главата. Часовникот на железничката станица, кој со години го мерел времето, застана на 5 часот и 17 минути. Од тогаш 47 години до денеска остана нем сведок за катастрофалниот земјотрес кој тоа петочно утро главниот град го срамни со земја. Голема бука, прав и урнатини е се што останало во меморијата на старите скопјани и оние кои тогаш се нашле во метрополата. Највише се сеќавам на големата бучава и големата прашина. Јас живеев во Крњево и испаднавме сите на газибава, тоа ридот што го викаат. Да иселија сите во Барутана, имаше багреми во шатори. Живее околу месец и пол. После малите деца со мајките во Штип, поголемите во Охрид, не знам каде. Важно бевме заселени. Скопскиот земјотрес се почувствувал на простор од околу 50.000 квадратни километри, а сеизмолозите измериле 6,1 степен по Рихтер. Главниот удар траел само неколку минути, а помали потреси се чувствувале во наредниот половина час. Првата помош дошла од војската и граѓаните на тогашните југословенски републики, а неколку дена подоцна помош започнала да пристигнува од целиот свет. Точно 87 нации помогнале во повторната изградба, поради што Скопје го носи епитетот град на солидарноста. Денеска, 47-та годишнина од катастрофата, градот ја одбележува со разни културни манифестации, а државно-политичкиот врв положи свежо цвеќе на споменикот на жртвите од земјотресот. Овие зборови на маршалот, кажани за да го кренат моралот на скопјани во миговите по несреќата, содржаа во себе визија која сегашните генерации ја ставаат на тест. Денес ново Скопје се соочува со големи предизвици од поинаков тип. Повозрастните на овој ден редовно се присетуваат на страшното утро. Докажаниот влюбеник во градот Мојсо Мојсовски го разбудило парче од таванот кое се урнало врз него. Не можам да го заборавам, ниту да го опишам татнежот и силата на таа катаклизма. Не можам да ги опишам гласовите на луѓето што беа под урнатините, бидејќи дел од нашата куќа беше зафатена со една 4-спратна зграда, која што падна. Не можам да го заборавам сигналот на Радио Скопје, зборува Радио Скопје, што одеше неколку сата пред да се воспостави, да кажам, колку толку нормален живот во градот. Не можам да ги заборавам првите луѓе што дојдоа да помогнат. Скопјанката, славна и во светот, Есма Реджепова пеела и плачала на урнатините. Треба да почне животот и понатаму и испеавме концерти. Луѓе трчаа према центарот овдека, према Дом Армија, према рушевините. Есма ансамбл Теодосиевски одржи концерт и почнавме после по сите пунктови каде беа луѓето сместени, сме пееле и за тие кои се дошле у тоа време да помагат на Скопје од целиот свет, и за нив пеевме во паркот. Еден познат австријски архитект во една пригода рече: Скопје во поновата историја преживеа две катастрофи – земјотресот и урбанистичките решенија. Дали очекувањата на сведоците на настанот што им го урна целиот универзум, а не само домовите, се изневерени? Скопјани, како луѓе со стил, се ригорозни во оценките. Градбите треба да им служат на луѓето. Ке нас, а не само ке нас, и во светот се прави една голема грешка. Едни луѓе урбанизираат, други градат, а на крај третите живеат во тие градби. Вели авторот на многу приказни за Скопје Братислав Димитров. Градот многу брзо го менува ликот. Типично македонски, се градело со големи одстапки од планот на познатиот јапонски архитект Кензо Танге. Затоа денешно Скопје е валкано, со градби како криви зави, со сменета клима, блокирано во сообраќаен хаос, задушено во издувни гасови. Но и покрај многуте маани, Скопје се сака неизмерно. Скопје има огромно, големо, топло, силно и храбро срце. Скопје е градот кај што сум роден, Скопје е градот кај што се родени моите деца, Скопје е градот кај што во Бутала имам веќе другари кои што не се меѓу нас. Јас Скопје го сакам, дали е прљав, дали е чист, тоа е мој град, си го сакам многу. И јас го сакам Скопје. Некогаш некој можеби ќе ги помести и овие стрелки, но никој никогаш нема да може да му ја земе душата на градот. Она што само ова место на светот го поседува, што го прави уникатно, различно од се што сме виделе и посетиле. Она што го прави Скопје наше.
Не може ни да се опише, ни да се заборави ова трагедија. Во Скопскиот земјотрес на 26 јули 1963 година Марковска го изгубила синот. Двете чеда ги спасила, но третиот син не успеала да го спаси. Останал под урнатините на зградата каде живееле. Не ојду ни на погреб, ни да го видам, го најдат во болници таму кај Чаршави. На градските гробишта во Бутал, роднини со тага раскажуваа за она што го преживеале и останале без семејствата. Функционери, градоначалници положија цвеќе во спомен на околу 1000 мртви кои загинаа во земјотресот пред 47 години, кога Скопје беше срамнато од земјотрес со јачина од 6,1 степен по Рихтер. Михаил Бошковски е првиот и најстар диџеј во Скопје. За време на земјотресот бил младо момче, но се сеќава на оваа песна како голем хит пред 63-та во Скопје. Прво беше 3-4 пати помал, луѓето меѓу себе се познаваа, многу беше развиен малскиот живот, а забавниот главно се одвиваше покрај реката Вардар. Помош за изградба на градот стигнал од цел свет. Градот Скопје се изградил и обновил. Оние кои преживеале, но и новите генерации со порака. Ваква трагедија никогаш да не се повтори. Ни поречиси половина век, скопјани не можат да го заборават 26 јули. Како вчера се сеќаваат орнатите згради, пискотниците по загинатите и плачовите на се уште живите луѓе заробени под урнатините. Се осети многу јака бука, бучава. Во тој момент јас си помислив дека некој вулкан изби наводно. Во почетокот многу беше тешко, бидејќи немаше ни сообраќајници, немаше ни струја, немаше ништо. Кој остана знае како тешко беше. Немаше обезбедување, немаше ни храна, немаше ништо, немаше ни дотур, па немаше ни вода. Уствари, кај да излезене, само слушане дека се уште гласови има живи луѓе. Каши ова, кулите имаше срушена зграда. Да ви кажем, само едно пенџере беше вака останато и прашина се дигна, се сеќам. Стурено сето беше ископано, подигнати улиците, асфалтот подигнат сио, станицата падната, распадната, сето беше. Жалостно беше. Страот го поминав тука со другите. Земјотресот остави 200.000 луѓе без покрив над главата и целосно урна 15.800 станови. На денешен ден, пред точно 47 години, на Скопје му се случи катастрофален земјотрес од 6,1 степени според Рихтер, по кој животот го загубија 1070 луѓе, а неколку илјади беа повредени. Помош за повредените најпрво пристигнала од војската и граѓаните на тогашните југословенски републики, а набрзо и од други 80 земји од целиот свет. Поради несебичната помош за повторната изградба на градот, Скопје е наречен град на солидарноста. Историјата памети и ретки моменти кога во екот на студената војна, американски и советски војници за прв пат се сретнале и рамо до рамо ги расчестувале скопските урнатини. Во знак на благодарност, цели улици и објекти носат називи кои упатуваат на оние кои помогнале да се изградат. Улица Женевска, Нјуделхиска, Романска болница, Песталоци. Градот Скопје и официјални државни делегации и годинава положија цвеќе пред споменикот на загинатите, а Црвениот крст по чиј апел Скопје е обновено на денешен ден организира хуманитарна крводарителска акција. Денеска на одбележувањето на годишнината од земјотресот, центарот на Скопје е повторно раскопан. На скоро половина век откако е урнато до темел, денешно Скопје плови кон барокната 2014.